Незадоволство и револт од својата лоша игра искажаа девојките од женскиот фудбалски клуб Борец. Лошата игра допринесе да загубат со убедливи 0:4 од екипата на младост од село Оризари. Првиот гол гостите го постигнаа на почетокот од надпреварот во третата минута, за другите три да ги дадат во второто полувреме. Тренерот на Борец, незадоволен од прикажаната игра на фудбалерките, истакна дека во првиот примен гол нивната тактика се размишала. Кажем објективно, ич не сум задоволен. Потврливме од сите линии, малце се преценија девојчињата наши, многу мали се и мислеа дека само треба да испаднат на теренот и дека ќе ја добијат утакмицата. Објективно игравме со екипа што можевме да се носиме. Пријавме гол уште на почетокот, на стартот уште не седните на клупата. Направивме кикс, примивме гол, ко да се струши се, цела игра, концепција. Се вратиме може после 15-20 минута, таму створивме шанс, имавме и пречка, не сакаш топката да влезе, али кога ќе собереме се, мислам дека ни е најслаба партија од која ги водам овие деца. Не можам да бидам лут на децата, пошто познавајќи ги 8 деца се до 14 години, имаат изиграно укупно дали 5 утакмици сите заедно. Времето за работа и за нив не чека многу голема работа, мако трпна што викаме, па со времето ќе се покаже се. Добрата фудбалерка на Борец, Наташа Левкова, видно разочарана од играта на своите суиграчи, истакна дека не одиграле онака како што се договарале пред надпреварот. Не сум задоволна од играта ни малце, можеше повеќе да се даде од сите. Стално нема залагање кај нас и тоа што се тренира не го применуваат ваму. Играчи за на тренинг. Не сме задоволни, немам коментари. Треба да се тренира многу повеќе што и тоа што го тренираат треба да го применуваат ваму на утакмици, да покаже што знае, како што знаат на тренинг, сите ваму се караат. И нема. Треба да работат многу повеќе и да покажат што знаат сите. Гостите пак се задоволни од надпреварот. Тренерот на младост Гани изјави дека одиграле одлична и цврста игра, а победата од нивна страна било очекувана. Екипата на Борец се преживи една отпорност која што ипак победија нијансите, искуството, трчањето, бољата и така да после првиот гол кога го постигнавме брзо, полесно се играше, се чекаше на контра, се чекаше на игра кој што нас не одговараше, имаме таква поставеност, така да после тоа победата не дојде ни еден. Пред само се очекуваше како ќе биде на крајот, а што е најважно, мене не ми е толку битно головите колку играта, зашто јас сум сега тука кај нив 3-4 такмица сум поред. Значи, важна е играта кој што сум задоволен многу, мада и ние немаме некој добар тим како што и мојот колега Акубори со девојчина, така и ние, зашто ние од нашата екипа 6 девојчина ги нема, тоа се првотимки кои половина се у репрезентација и у 19 играт. По 60 минути игра, екипата на Борец го прими и вториот гол, за подоцна со леснотија да примат уште 2 гола. Следната недела е последното коло од оваа сезона, а девојките на Борец ќе ги одмерат силите во гости, каде ќе се сретнат со екипата на Драгон од Скопје. Следната недела гостуваме на првакот у лигата и Господ нека ни е на помош. Најквалитетни се ги собраа сите најдобрите играчи од Македонија. Само еден податок што наши играчи 6 играат таму, доволно покажува дека квалитетот ќе биде на нивна страна, ќе видиме колку што можеме да им пружиме отпор, да не се вратиме барем со двоцифрен резултат. Па, ќе загубиме, дали не се предава. Нема шанса да се предадеме, ќе се бориме колку можеме и ќе дајме се од себе. По денешниот пораз, екипата на Борец ќе падне 2 позиции подоле и наместо четврто ќе биде 6-то место на табелата во првата женска фудбалска лига.